паузата за да се консултирам со правници, со познавачи на работата на собранието. И точно е дека во деловник не е до крај регулирано како се води и како завршува една јавна расправа. И таман работа, ако во деловник се стават сите работи кои треба да ги содржи една јавна расправа. Ова не е прв пат да сме имале проблеми во собранието на Република Македонија со јавна расправа. Го имали предходните состави и затоа во соработка, сега не знам со која институција, изработен прирачник за организирање на јавни и надзорни расправи. Ако го отворите тој прирачник, сосема јасно е дека секоја јавна расправа на крајот завршува со заклучоци. Тие заклучоци се усогласуваат на ниво на работно тело и ги усвојува соодветно работното тело и понатаму се доставуваат во процедура. Тоа што председавачот на оваа комисија сака да глуми решение, воопшто не соодействува со реалност. Не упатува на записник. Записник и заклучоци единствено исто е што почнуваат на З. Записник е сосема една работа и тоа е нормална процедура. Во вакви институции се водат стенограми или прибелешки за се она што ќе биде искажано на било кое работно тело, пленарна, јавна расправа и така натаму. Заклучоци е сублимат од тоа што е кажано. Се усогласува или не се усогласува и за тоа соодветно се нотира за да остане како траен документ во соодветната процедура во оваа ситуација за јавната расправа. Од тука, оваа точка не смее да остане без заклучоци. Уште помалку не смее да остане и без обид да се направат заклучоци. Вие може да го минирате целиот процес и тоа е на крај краишта ваша одлука. Меѓутоа, да не убедувате дека не треба да има заклучоци е абсурд од невиден размер. Зошто го правите тоа? Затоа што сега ако го погледнеме записникот, ако погледнеме стенограмите, имавме квалитетна јавна расправа во која многу институции го изразија својот став дека новата концепција не соодействува со реалниот политички момент и со потребите на основното образование. И тоа треба да биде нотирано во заклучоците. Не можете да побегнете од тоа. Сега тоа не и одговара на владата, не и одговара на министерството и што правиме? Ке сакаме да ја заобиколиме процедурата за да донесеме нешто што не може да функционира. Почитуваната председавачка со комисијата го цитираше член 128. Не и одговараше и вака брзо помина. Работното тело доставува извештај до собранието за секоја своја работа. И записникот не е заклучок. Како ви го известите собранието што сме работеле ние на таа јавна расправа? Како јавноста ќе знае што е заклучок од таа јавна расправа? Надвор од тоа што владата си тера, иако е подчинета на собранието, ние сме парламентарна демократија, собранието има и како големо значење во една парламентарна демократија, тоа не е битно за владата. Владата во овој случај јасно покажа дека не го тангира работењето на собранието. Уште помалку ја интересира владата и јавноста. Затоа баравме јавна расправа, не случајно. Затоа што ова е единствено место каде што опозицијата може институционално да действува во однос на решавање на некои проблеми. Беа организирани и претходно јавни расправи.
Ке се соберат невладини организации на некој клуб, ке се разговараат, ке се почастат, кафенце, ово, оно. Имаме подршка од јавноста. Јавноста беше во ова собрание и кажа не за концепцијата. Тоа што на вас не ви одговара тоа. Тоа е ваш проблем. Меѓутоа, немојте со вакви несериозни заобиколување на процедурите да избегате од реалноста. Благодарам.